Извртувањето на прописите за да се платат помалку давачки не е само наш специјалитет. Тоа го прави и Форд во Америка и тоа од 2013 година кога започна да го продава Transit Connect. Бидејќи се произведува во Турција, тој подлежи на царина во висина од 2,5% за патничката и дури 25% за доставната верзија. Но Форд сите возила ги увезува како патнички, при што доставните се опремени со ефтина задна клупа која едноставно се демонтира. Тоа го забележа и царинските службеници, заради што веднаш покренаа постапка против Форд, обвинувајќи го за царинска измама. Адвокатите од тогаш наваму го влечеа процесот низ правните лавиринти, а дилерите го продаваа Transit Connect без застој. Но посе изгледа дека дојде крај на тоа. Највисоките судски инстанци ги одбија сите жалби на Форд, кој сега се соочува со енормни пенали. Според сојузните служби, американскиот производител треба да плати дополнителни $180 милиони царински давачки и уште меѓу 650 милиони и $1,3 милиони казни. Интересна е причината зошто американците имаат толку високи царини за товарните возила. Имено, оваа така наречена пилешка такса беше воведена во 1963 година како одговор на давачките што Франција и Германија ги имаат воведено за американското пилешко. Заедно со лесните комерцијални возила со неа, тогаш беа опфатени и некои други производи, но тие беа брзо укинати. Давачките пак за доставните возила останаа до ден денес како мерка со која американците го штитат своето производство на пикапи. Иронијата во целата оваа приказна е што токму Форд како апсолутен пазарен лидер во овој сегмент има огромна корист од високите царини за доставните возила.